Господине Јовевски, јас не сум правник, ниту адвокат, ниту обвинител, ниту судија, ниту сум од вашата села. Меѓутоа, како пратеник, а и како човек во одредена држава, се снаоѓам читајќи закони и движејќи се по законите. И сега во аналитика дадена од политички аналитичари и луѓе кои што работеле во обвинителствата во други држави, се вели дека криминалот во државата, особено масовниот организиран криминал, го води владата. Само 2 до 3% велат од криминалните дејанија може да бидат неконтролирани од владата на одредена држава. Тоа е цитат. Меѓутоа, припаѓам и сакам да припаѓам на една нова генерација на политичари, па тука ги има многу од сите пратенички состави на млади политичари, неиспрљани, неизвалкани од минатото, кои што не се дел од ниедна шема од минатото и не должат на никому ништо и заради тоа бараат, имаат право да бараат вистина, систем и држава. Спомнавте закони и дека задачата на собранието ќе биде да донесе нови законски решенија. Закони има во оваа држава, особено во здравство. Еден куп закони. И сега спомнавте исто така дека имаме нејаснотија во однос на реалните потреби, имавте емотивен говор, колку медикаменти за сите пациенти треба да се набават. Закони и реални потреби. Епа вака, господине Јовевски. Утврдено е во записник како и преку документација дека стручен колегиум, потврден преку закон за неговото постоење, за да даде налог за кои медикаменти ќе се набавуваат и како ќе се користат и како ќе се аплицираат во една клиника, дава стручен колегиум. Не постои. Протоколи за апликација на медикамент, биолошка терапија, не постојат. Извештаи 6-месечни кои што треба надлежниот директор да ги достави до министерот за здравство, не постојат. ФЗОМ правил инспекцијски надзор со едно око подзамижано, па заради тоа никогаш не е алармирал вас, јавното обвинителство. Малмет никогаш ништо не видело во веледрогериите по прашање на колку какви медикаменти се носат и дали истите на вистина се поклопуваат со материјалните картички за влез и излез во онкологија, па и тие не ви информирале за ништо. Не ние, не пратениците, овие институции. ДСЗИ правило инспекцијски надзори над кои што видело протоколи кои што никогаш не постоеле, па дури и разгледувало по 20 случаи на пациенти кои што се терапирани по протокол кои што никогаш не постоел. Има закони во оваа држава. И според тие закони, ако прашувате која би била политичката одговорност, таа е строго дефинирана во Законот за организација и работа на органите на државата, каде што стои дел од Министерство за здравство. И надзорот на сите овие закони, особено Законот за здравствена заштита и здравствено осигурување, каде што надзор над примената на овој закон врши министерот за здравство. Бараме политичка одговорност, ама треба да имаме хронологија на настани. Пратениците овдека не можат да знаат дека немало протоколи, дека немало стручен колегиум, дека не знаеме како се правела набавката, дека управниот одбор гласал по насока на директор буџет за набавка на медикаменти преку министерството, вели по насока на министерството, во 4 пати поголем износ од условниот буџет што му го дава ФЗО. Ние тоа не можевме да го знаеме. Може би ви изгледаме лошо, ама си ја вршиме работата. Прашањето е зошто постои обвинителството и не си ја врши работата.